Во студиото на Здрава Македонија по 9 часот се дружиме со Огнен Огненовски, основач и извршен директор на бизнес мрежа, Ана Шоповска, заменик председателка на Универзитетското студентско собрание на УКИМ и модната дизајнерка Стефанија Насеска. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 9 минути. Верувам дека полека се расонувате и уживате во сето она кое што ви го пренесуваме денеска како содржина, а дојде нашиот омилен дел, верувам и вашиот, кога ќе зборуваме со нашите денешни гости. Имаме најразлични профили и одлични теми кои што верувам ќе ве задржат на Канал 5. Но најпрво сакам да се ја поздравам мојата драга колешка Вера Мештировик. Верче, добро утро. Денеска сме исто облечени. Дали сме договорени или не? Па да поставиме прашање, па ќе видиме. Нека се мислат луѓето. Така, ти посакувам добро утро. Секако, почитувани гледачи, ве поздравувам. Секако посакувам убав утро и убав ден, со леснотија, нели, да ни тече денот, со убава енергија. Верувам дека уживавте во сето она кое што досега го споделивме и по 9 часот верувам дека ќе го задржиме вашето внимание со сето она кое што ќе го зборуваме со нашите денешни гости. Во Здрава Македонија ги поздравуваме уште еднашка Цеце, како што е редот. Така, един посакаме топло добро ден на нашите гости. Веднаш до мене Стефанија Насеска, модна дизајнерка. Добро утро и добро ни дојде. Добро утро и добро ве најдов. Дали денеска ќе го оценувате нашиот изглед со Верче? За гостите да не зборуваме и за нас. Без да оценувам да кажам дека одлично изгледате. Чиста десетка, па знаеш, нормално. Благодарам. Благодарам многу, имаме многу убави работи за зборување со тебе, може на ти, нели, ние да, приватно се познаваме, па така ми оди природно. Ќе зборуваме малку повеќе за модата и за сето она кое што го имаш направено досега во твојот професионален живот. Точно. И многу драга тема за разговор. Така, на средина на ова женско друштво ни е господинот Огнен Огненовски, кој што е основач и извршен директор на бизнес мрежа. Добро утро и за вас и добро ни дојдовте. Добро утро, добро најдов и навистина ми е драго покрај вакви прекрасни 4 дами во средина ова утро да се дружиме. Да, верувам дека односно се надевам дека ќе успеете да кажете и вие нешто покрај 4 жени. Јас се надевам. Некоја минутка. Ќе ви отстапиме малку простор. Да, имаме навистина многу убав настан кој што треба да го најавиме, Бизнес лидер, второто издание кое што ќе се случува утре. Да, но да не откриваме се уште ништо. Веднаш до вас ни Ана Шоповска, која што е заменик председателка на Универзитетското студентско собрание на УКИМ. Добро утро за тебе. Добро утро од мене. Баш ми е драго што денеска сум гостин овде и што ќе можеме да слушнете што всушност прават студентите и така. Секогаш сакаме да се занимаваме со сето она кое што ги интересира студентите и секогаш сакаме да апелираме на тоа младите да останат дома и многу ми е драго што денеска си ни гостинка и што ќе ни споделиш многу навистина убави работи кои што ги правите таму. Но најпрво да започнеме со тоа како ви почнуваат утрата и колку сте утренски луѓе. Стефанија? Да започнам јас. Јас имам малку пореметен биоритам, морам да признам. Работам ноќе, функционирам во текот на ноќта. Утрата, можеби, вашите утра, ги одспивам. Меѓутоа, темпото на работа така ми наложило, барем за овој период засега. И се обидувам што е можно максимално порано да се разбудам, меѓутоа тоа е во 11 часот. Па 11 би било најдоцна. Најдоцна, да. Добро, значи и порано. И порано, да, околу 10 часот станувам и тогаш ми започнува денот. Прво пијам кафе, знам дека е погрешно, меѓутоа и ние пиеме кафе. Погрешно, не погрешно, тоа е утринскиот ритуал за многу. Морам да префункционирам некако, да. Да, секако. Огнен, вашите утра? Па не се секој ден исти. Ќе почнам со викенди, станувам ослободено од сите притисоци и си посветувам време да си направам доручек. Браво. Па да пијам кафе, инаку од понеделник до петок дефинитивно јас пијам прво кафе, па после правам доручек и све останато. Али станувањето ми е некоја рутина помеѓу 7, после 7 и пол така. И со лаптопот веќе дневните обврски да си ги изменат жиром од 9 па натаму што значи го преспивате првиот дел од Здраво Македонија. Во 7:30 штом станувате, ние тогаш веќе наголемо зборуваме со нашите гледачи. Ана, твоите утра? Јас иако сум ноќна птица и постојано си легнувам во 2 часот, станувам рано, околу 8 часот и веднаш одам во куња.
сакам да си го подготвам мојот омлет, да јадам и тоа. Значи здраво ти започнуваат Да, утрата. здраво. Баш ми е драго. Огнен, може да започнеме со вас. Најактуелно е она кое што ќе се случува утре, бизнис лидер, настанот кој што го најавивме и пред малку. Што Точно. да очекуваат нашите гледачи, за каков настан најпрво станува збор? За да ги запознам вака да добијат представа за што станува збор, бизнис лидер е манифестација која што ги наградува најуспешните бизниси во Македонија. Кога ќе кажам најуспешните, значи ние имаме 3 критериуми по кои што ги оценуваме компаниите да бидат прво рангирани во индустријата пред се. Тоа се по приходи, по добивки, по бројот на вработени кои што ги оствариле за 2024 година, бидејќи наградите сега кои што ги доделуваме се за успехот на компаниите од минатата година. Така. Да. Ова е втора година поред која што се одржува овој настан. Минатата година исто бевме во хотелот Александар Палас во трите хали. И интересно е тоа што најпрво има негде околу 40 минути до 1 час простор за нетворкинг дел, бидејќи сметаме дека е најважниот дел бизнисите да се вмрежат, да имаат простор да разговараат, да разменат идеи. Ние тоа го велиме прием. Точно. Вие велите нетворкинг. И таму се создаваат креативни спојки помеѓу тие бизниси, имаат со што да се пофалат понатаму, со што да истакнат одредени нивни активности, па и да направат дополнителен бизнис. Потоа следува отворање на настанот каде што се представуваат сите носители на награди, нели им се даваат плакетите кои што ги достигнале. Имаме ултра забавен дел. Ни доаѓа една од најексклузивните кабаре шоу од Белград, негде над 20 луѓе ќе присуствуваат да не забавуваат вечерта. Негде над 300 гости ќе има присутни, така да еден убав настан за афирмација на целата македонска економија, односно најуспешните компании, бидејќи ние, да речем, помладите, пошто ја се уште не се сметам за премногу стар, а и оние дури уште помладите од мене, кои што тек започнуваат бизнис, потребно им е да им се даде некоја насока и да им се даде спектар од тоа како е да си успешен и да се види дека најуспешните се наградуваат, бидејќи ако некој не се истакне со неговиот успех, исто како да не постои. Така да јас и ние во Ивентика сметаме дека успехот е тој кој што треба да се награди, да се истакне за да дадеме пример на таа помлада генерација што следи. Да, а кој е бизнис лидер во Македонија? Бизнис лидери се сите. Имаме многу лидери. Имаме многу лидери. Оние кои што се истакнуваат се компании кои што успеваат поготово оваа година да ги престигнат сите според овие 3 главни критериуми. Тоа се остварени приходи, добивки, број на вработени во дејноста во која што оперативно работат. И она што е поразлично од минатата година, издвоиве ултимативни победници, а тоа значи компании кои што ќе бидат победници и во приходи, и во добивка, и во бројот на вработени во дејноста, и на тој начин ќе се истакнат буквално да речам, бизнес елитата во државата и ќе можат оние други чинители на тие дејности, на тие дејности во кои што има други компании да го следат примерот на оној најуспешен бизнес лидер. Инаку бизнес лидери си буквално сите компании во различни сектори, во различни работи во кои што функционираат, но едноставно се истакнуваат оние кои што се на прво место. Како ги бирате компаниите кои што треба да добијат, да речеме, сами се пријавуваат или вие? Не, во суштина по тоа се разликуваме, никој сам не може да се пријави, никој сам не може да некого друг да плати за да победи. Добро, тоа е важно да се каже сега. Да, апсолутно. Ти благодарам за прашањето, бидејќи многу често поставувано прашање како да бидам јас на сцена. Во суштина се официјални податоци, билансите на состојба и на успех од нивното работење, кои што се предаваат во централниот регистар, ние ги превземаме, ги обработуваме и на тој начин ги рангираме сите компании. Непристрасно, тој што е прв на таа листа, едноставно има простор да биде поканет и да дојде на сцена. Не сите прифаќаат да дојдат на сцена, ја ги охрабрувам и сите предприемачи, сите сопственици кои што се бизнес лидери во своите дејности, да во идните години бидат спокојни и да се пофалат со нивниот успех, бидејќи знаеме дека живееме во општество каде што не секогаш успехот е оној кој што се вреднува и ние сакаме да ги менуваме тие работи во нашава држава. Да, уште многу прашања за бизнес лидер, но да се посветиме малку и на девојките. Стефанија, ќе почнеме со она што е најактуелно кај тебе. Тоа е твојата нова колекција на Штип Fashion Days, која што ја промовираш. Што беше твојата главна инспирација за оваа колекција? Инспирацијата за таа колекција беше од
од она што јас то најмногу сакам да го промовирам, нашата земја. Ги изедов како инспирација маските од златните маски од Требеништа, кои за жал ние ги немаме кај нас во нашите музеи, туку се наоѓаат во музеите во соседните земји. Меѓутоа, имаме една која е пронајдена во Горна порта во Охрид и се наоѓа во моментот во археолошки музеи во Скопје. Истражувањата ги правев точно по таа маска и она што можев да го најдам како информации по интернет, задлабочив во темата и успеав, мислам дека успеав да направам, да ги доловам во најдобро светло кое јас можам да го реализирам. Да, секогаш ме интересирало како изгледа процесот на создавање на нова колекција. Па првично оди кога ја најдуваш инспирацијата. Веројатно тоа е најтешкиот дел. Најтешкиот точно да, меѓутоа и да успееш таа инспирација да ја вклопиш во актуелните светски модни трендови. Исто така го пратиме како дизајнери, секој мора да го прати тоа, точно дека ние треба сите да имаме некој одреден стил и да го имплементираме тој стил во тие трендови, меѓутоа постојат сајмик за кои ги промовираат тие трендови, ние тоа сето го пратиме. Сега, кога ја најдуваме инспирацијата, едноставно темата се разработува, правиме истражувања. На мојава тема конкретно беше посетата во музеите, пронајдување на символиката. Јас доста сум навлезена во таа символика, како дали спиралата значи бесконечност, точно и токму поради таа причина мојата колекција се вика Eternity или вечност, што значува нешто бескрајно. Маските служат за заштита, нели тие се погребни маски, служат за заштита во задгробниот живот и едноставно да ни дадат живот во вечноста. И токму поради таа причина ја нареков колекцијата Вечност. Така е. Што велат твоите колеги? Колегите, не сум изненадена, јас го очекував тоа од колегите, затоа што имам одлична комуникација со сите. Браво, значи нема суета кај Па вас. нема суета, барем со оние со кои живеам прилично со сите. Браво. Едноставно, многу радо ми честита и се заблагодарија буквално на моментот што успеваме да твориме во ваква ситуација, успеваме да твориме нешто, да создадеме нешто што е компетитивно на светската сцена. Да. Одлично, ќе зборуваме понатаму за модата, сакам да искоментираме и модата на бизнес лидер, но нешто подоцна. Ќе продолжиме со Ана. Може ли најпрво да ме објасниме и на нашите гледачи што значи твојата улога како заменик председателка на Универзитетското студентско собрание науки? Заменик председател станав во мојот втор мандат во Универзитетското студентско собрание при УКИМ. Можам да кажам дека тоа е доста одговорна титула, функција, да. Затоа што треба да бидеш веднаш до председателот. Претходно се немав соочено со толкава одговорност и мојата работа беше само околу социјалните медиуми и подобрување на студентскиот стандард. Но кога станав заменик председател, имав точно 10 комисии, имав 23 факултетски собранија со кои што требаше да комуницираме и веднаш моите одговорности и работата се зголеми, да. Што значи? Значи дека треба да бидеш овде за сите студенти, треба да бидеш овде за сите факултетски собранија, да излезеш во пресред секогаш кога на некој му треба помош. На сите оние барања. Да, на сите барања да одговориш, да ги слушнеш сите идеи. Едноставно треба да бидеш човекот што ќе биде тука 24/7. во сите, 24 часа на ден. Затоа си ноќна птица, сега си ми јасно. Да, и треба да бидеш и во лошите периоди, и во добрите, да организираш многу настани, да бидеш запознаен со се што се случува таму со твоите студенти. Еве изворно можеш да ни кажеш кои се најчестите прашања кои што стигнуваат до тебе од студентите, кои се нивните проблеми? Најчестите прашања се од студентски стандард, најчесто се сега сместувањето беше актуелно, студентскиот оброк, стипендиите, тоа. Што не е јасно околу тоа, еве да објасниме јавно. Па понекогаш не е јасно процесот на аплицирање, понекогаш има недоумици, например,
кое поле како треба да се пополни. Не е објаснето како што треба. Значи буквално секакви прашања Да, стигнуваат. секакви прашања стигнуваат, да. Сега, например, имаме актуелни прашања за тоа кога ќе бидат отворени конкурсите за ваучерите што се најавени пред една година. Имаме информација кога ќе бидат отворени? Немаме Се информација. уште нема. Добро, луѓето се тука да се прашаат. Добро. Огнен, ќе продолжиме со она што го споменавме пред малку, тоа е дрес кодот на настанот, па потоа ќе ни скоментира Да се секако и прикуси. Стефанија. Ќе мора да се надоврземе бидејќи Да. е интересен момент. Да, како треба да бидат облечени присутни? Во суштина треба да бидат облечени мажите елегантен стил на облекување. Жените треба да бидат облечени во црн вечерен фустан, односно во вечерен фустан, не мора да биде црн. Не мора да биде црн, добро. Точно. сакам да прашам. Мажите мора да бидат во црн смокинг со црна лептирмашна. Сега дискусијата се отвара најмногу кај за мој изненадување кај мажите. Обично верувам не е проблем да една жена има долг вечерен фустан, но искуството во овие 2 години ни кажува дека мажите немаат смокинг и Навистина. немаат црни лептирмашни, кој ќе кажам немаат сите. Да. И тоа им е една од интересните пречки да не присуствуваат на ваков настан, да. Не можеме да вратиме никого. Тоа се ќе прашав, дали лани би се Апсолутно. случило никој да не го испочитува дрес кодот и да го вратите? Позитивно беше тоа што над 90% го испочитуваат дрес кодот. Оние 10% кои што не го испочитуваат дрес кодот Ги сепак запаметивте. дојдоа формално облечени, да, со кравата, со темно одело, не беше црно, но јас саќе се надоврзам и со нешто што не е моја, да речам, професија, Дејност, но да. за мене и самата облека и тоа што разговараме и што кажуваме е енергија и самата облека не за џабе велиме е Првата слика за ликот кој го добивам. точно, Ете така. точно. Фала ти што ме Стефанија, да. надоврза. Еве чисто сакам да слушнам и од тебе твое видување на овој доста критикуван дел од самиот настан кај нас, бидејќи кај нас во Македонија многу ретко имаме настани кои што се бара дрес код прво, волку формален дрес код. Колку формален, да, јас тоа ќе ретки рекам. се. Да. А впрочем треба да биде можеби на некој начин и секој настан има дрес код како и што. Така Да. и учиме на одредени Точно. настани како што и треба да се однесуваме или да се Пожелно е. облекуваме. Што мислите вие, Стефанија? Треба ли да имаме Треба дрес да код? има, Професионален осврт. особено кога станува збор за таков тип ивенти, мора да има дрес код потенцирано. За жал кај нас едукацијата на луѓето е многу послаба и кога се кажува елегантно, веднаш се мисли дека може тоа да биде обично сако со кравата наместо елегантен стил да биде смокинг со лептирмашна. Под елегантен стил се подразбира дека мора да биде црно, дека особено ако е потенцирано, значи при поканата, еве на Оскарите да земиме, мажите се сите облечени во смокинзи, Така е. со лептирмашни. Да земеме пример, да. Точно, имаме на интернет доста примери, многу лесно може да дојдеме до информациите, меѓутоа не знам зошто некојаш се скокаат, дали од немарност или едноставно, а луѓето сакат да се покажат. И точно тоа малку ивенти се во нашата држава, па може би затоа одредени ликови немаат набавено таков тип на гардероба. Јас би ги чисто посоветувал да набават еден Да, смокинг тоа и сакам да кажам. тој не се разликува дали ќе го Да. носиш А ке истиот мажите на не се вториот или разликува, третиот кај нас настан. се Да. Точно. Тоа сега Настанот, сакам да апсолутно. кажам, барем кај мажите толку едноставно. Да. Смокинг еден, кој Да, што во точно. било кој дрес код елегантен е соодветен Точно. за било која манифестација и сте си 100% се завршиле сложувам. работа. Значи јас и да облечам втор смокинг, на слика изгледам исто како со првиот. Така да навистина Зашто да нема. трушите пари за два кога може еден постојан? Еден ќе ни заврши работа. Кошулите ги менувате. Апсолутно и таа кошула не прави никаква разлика. И исто така да потенцирам, се извинувам, да потенцирам дека чевлите треба да бидат со висок сјај, дали лаковани или висок сјај, значи тоа е исто доста битно. Мислам дека ќе биде за темното на бизнес листа. Тоа е Нема единствено толку нешто што не го чевлите да се- наведовме во поканата, инаку во поканата точно стои елегантен стил за мажи како да бидат облечени, за жени за чевлите нема. Во детали. Да, Веле. треба да има чорапи, да нема голи глуждови, покриени глуждови од панталоните, значи одредена должина на панталоните. Тоа сето спаѓа во тој дрес код. Да, ве молам господин Огнен после гостувањето да испратите
линк од емисијата на сите гости да бидат подготвени. Со фотографија. Да, специфично е тоа дека навистина ви одбиваат поканата честопати од единствена причина, нели дека немаат соодветна облека за самиот настан. Неколку мина едноставно според нивни причини беа обесхрабрени да дојдат бидејќи не биле подготвени со припремата, нели, со стилот кој што треба е наметнат за таа вечер, но пак ќе кажам, не можеме ние да ги вратиме тие луѓе кои ќе дојдат на тој настан, но би било убаво да ве испочитува. Убаво е да се створи една традиција, можеби за традиција се потребни 3, 4, 5 години. Веќе во вторава година очекувам од 10% кои што не успеа да дојдат барем 5-6% не соодветно на тој дрес-код. Може би лани се засрамиле оваа година ќе се поправи. Да, види, кој ќе се вратиш и на Оскарите, кога почнале првата, втората, третата година, не верувам дека и таму тој дрес-код бил ултимативно 100% почитуван, така да ќе дојдеме до тоа ниво, верувам. Секако, да. Стефанија, имаш работено и во Италија, и во Америка со светски брендови и познати личности. Италија ми е повеќе искуство од аспект на студирање. Така. Да, меѓутоа сум имала соработки. Конкретно како работна задача, не меѓутоа соработки многу да. Како искуство носиш од таму? Па искуството можам да кажам дека искуството во тие земји, работата во тие земји е сосем поразлична од работата тука кај нас. Кога соработуваш со такви некои ликови, кога мораш да им испочитуваш буквално сите барања на тие некои познати личности, учиш на некои одредени правила. Ги учиш правилата на однесување, не лично однесување, меѓутоа на однесување во модата. Кога треба одредена работа да биде завршена, кога треба да биде предадена, како треба да се однесуваш пред таа личност. Искуството ми е многу позитивно, се обидувам истото да го пренесам тука и кај нас. Но колку имаме ние слух за сето тоа искуство кое што ти го носиш од таму? Еве пред малку зборувавме и за дрес-кодот на такви специфични настани. Па не знам дали имаме доволно слух. Има, наидуваме, јас повторно ќе кажам, интернетот ни е многу пристапен и ни е извор за информации, така да ако нешто јас кажам и не ми ликот спроти мене не го прифати, едноставно може да се потврди дека тоа е така, па да се увери во истото и полека да прифати сугестијата. Да. Добро. Ана, ќе продолжиме со тебе. Вирче, слободно ти вклучи се доколку сакаш. Да. Јас би сакала, Ана, да ја прашам, покрај сите она кое што го слушнавме, што имате најразлични активности со студентите, но секако дека работите и сте гласни на едно многу важно прашање околу менструалната хигиена. Какви се ете активности имате и зошто ова прашање е толку многу важно за студентките? Па, јас како студентка, навистина го поздравувам ова прашање и мислам дека треба повеќе да се зборува на оваа тема. Имаме, например, ние на универзитетите сега претходната година еден навистина добар пример за општествено одговорна компанија која што даде максимални напори за ова прашање да биде покренато. Тие поставија 200 диспансери на универзитетите низ целата земја и донираа вкупно 230.000 хигиенски влошки, менструални влошки. Тоа е компанијата DM. И со овој тип на проекти тие им даваат чувство на сигурност на студентките, затоа што во тие периоди не секој од студентките има веќе набавено вакви производи. И ваквите проекти покажуваат дека универзитетите и компаниите не се грижат само за образованието на студентите, туку тие се и нивна поддршка во секојдневието. Со овие теми се рушат табуата за менструацијата, за менструалната хигиена. Ние пред некоја недела имавме можност на нашиот универзитет да дојдат бести, да постават катчиња во кои што ќе можат студентките да постават прашање или да зборуваат едноставно само со гинеколог.
За сето она што ги мачи, што да, ако имаат некои недоумици, нешто ако сакаат да прашаат, има можност да го сторат. Го направиот тоа на општествениот кампус и на педагошкиот кампус. И мислам дека како студентка треба овие прашања да се поткренат повеќе и секој од студентките да има слобода да го искаже своето мислење, ако има проблем да побара помош, затоа што тоа навистина е дел од нашиот живот, тоа не е нешто што ние сме го барали или сме го сакале, туку тоа е природно процес. Природно, да. Така, и да се чувствуваат комфортно. Верувам дека особено нели кога станува збор за факултетот, доста од студентките и не се од Скопје, тука немаат семејство со кое што би позборувале, може не се чувствуваат комфортно во тие некои денови и треба да се чувствуваат секако лагодно, па отсуствуваат од некои предавање и мислам дека во тој дел многу е добро затоа што наместо доколку се случи тоа додека сте на предавања, не морате да се заминете па да добиете неоправдан или потоа да се правдате кај наставникот, туку едноставно да биде сето тоа достапно за сите оние кои што имаат потреба. Овде не треба да се заборави ни менструалната сиромаштија, затоа што не секоја жена и секоја девојка има средства да си дозволи вакви производи. Овој проект е наменет токму за да помогне на овие девојки и студентки. На социјално загрозените. Да, на социјално загрозените. И тука постои еден факт дека околу 40% од жените немаат средства за да купат вакви производи и наоѓаат некои алтернативни решенија, например некој памук, крпи или слично. Да, и тогаш всушност и осуствуваат во тие денови, да речеме, не одат или пак на работа, не одат на факултет или така натаму, така натаму. Затоа е добро. Да, затоа е добро не само на универзитетите, туку и например на работното место во средните училишта, можеби треба и во основните училишта да се постават вакви диспансери и например државата да вложува повеќе средства за да им помогне на девојчињата, затоа што менструалната сиромаштија не завршува кај студентите или не ни почнува таму и таа е поширок општествен проблем. Така е, добро. Да, секоја чест навистина за општествено одговорните компании кои што се грижат за оваа тема и веќе една година ДМ навистина прави многу активности на оваа тема и се крева свеста и затоа сме ние тука за секогаш да го поддржиме сето она кое што има многу силна порака. Огнен, ќе продолжиме со вас. Имате ли пример од успешна приказна што произлегла од вакво едно вмрежување? Прво да поздравам јас ДМ компанијата, она е една од лидерите кои што ќе добие награда на утрешната гала вечер. Успешни приказни има премногу. Би сакал да истакнам неколку сега да речем од нив. Имаме време само да погледнем. Имаме време. Имаме, бидејќи не би сакал да издвојувам називи на компании, слично, можам да кажам дека одредени компании кои што работат со изработка на одела и на нели на облека, наша македонска компанија, од друга страна друга македонска компанија која што има луксузни возила и клиентелата, кој ќе разберете, им е горе-доле иста. Оние кои што ги користат луксузните возила, VIP превозот во Македонија за од до дестинација, како и оние кои што се облекуваат за ивенти и слично, се категорија на луѓе кои што ги користат и едните и другите услуги, што значи овие две компании, запознавајќи се на еден ваков настан, одлучија да направат спој на производите нивни, односно да едните се рекламираат и си ги понудат своите производи кај нив, другите кај обратно, така да ова е една од многуте 10 на 15 кои што се случија само минатата година на спој на компании кои што имаат НЗС, односно имаат бизнес интерес, претходно немале прилика да се запознаат, бидејќи токму и затоа е еден овој нетворкинг настан за размена на идеи, за размена на искуства, како и за промовирање на тоа што го работат, за да можат да се работат повеќе. Да. Верувам дека има навистина многу успешни приказни и се надам дека после овој настан уште повеќе компании ќе се вмрежат или ќе си најдат некои заеднички точки на делување. Но зошто ваквите настани се важни за македонската бизнис заедница?
Зошто се важни? Заради тоа што прво не постоја, пред да започнеме ние. Важно е да нешто постои, а кога веќе постои, важно е да Има континуитет. Да, и да биде во најдобро светло можно представено. Јас, како што ме праша на почетокот, кажав, афирмацијата на успехот е нешто што е најпотребно во нашава држава. Да се зборува за успех, да се зборува за добро, да се зборува за позитивно, бидејќи она што го зборуваме, тоа го мислиме, таква енергија шириме и буквално од збор буквално го формираме животот на еден начин и на самите нас и на нашата околина со тоа што го правиме. Афирмацијата на успехот е нешто што е клучно за да имаме примери на некој од помладата генерација да погледне како изгледа нештото и патот до успехот, бидејќи јас лично сум предприемач кој што сум го започнал сопствениот бизнис пред 12 години и знам колку храброст, колку непроспиени ноќи и колку проблеми се потребни за тој процес е неизбежен да се помине. Но дојдеш до степен каде што нели условно успеваш во бизнисот и потребно е да го дадеш тој пример на помладата генерација. А потоа следи она одржливоста која што исто така треба да се работи. Па нешто за да потешко велате да го одржиш, него да го нели направиш, да го создадеш. Да. Не споменавме дали ќе имате некои звучни имиња на настанот. Звучни имиња од аспект на компании, апсолутно да. Добро. Бидејќи таму ќе учествуваат оние кои што пак ќе напоменам првите по приходи по добивки по број на вработени компании. 23 или 24 дејности ќе бидат наградени, тоа значи дека минимум околу 30 на компании ќе бидат наградени на овој настан. Би издвоил некој од нив ако смеам да издвојам воопшто како називи на компании. Значи Max Steel се издвојува како компанија која што е прва по приходи по добивки по бројот на вработени во незината дејност. Например, Шпарка се лизинг е во таа некоја сосема друга дејност како компанија која што е исто лидер во овие три категории. Тиквеш е наша македонска компанија која што повторно се издвојува со исклучително добри резултати во дејноста со први по приходи добивки вработени, така да навистина има убав сегмент на успешни компании, но ќе присуствуваат и компании кои што се во тие топ 10 листи, бидејќи е затворен тип на настан, каде што правото на учество, односно гостуваат само компании кои што имаат нели во таа тесна категорија се и да може да присуствуваат. Да, и ние прашав кој ви беше најубавиот фидбек кој што го добивте после ланскиот настан? Сега да ме оставиш да поразговарате за да размислам, најубавиот фидбек. Имаше навистина премногу убави фидбеци во бидејќи прво беа вака ќе почнам. Кога го најавивме настанот минатата година дека ќе следува, имавме пресконференција, почна да се разговара на таа тема, никој не очекуваше да дојде и да види таков спектакл. Да. Зошто? Заради тоа што во Македонија нема таков настан. И скромно влегоа, без никакви очекувања сите кои што дојдоа на настанот. Некој таму 10%. И убавината е во тоа кога ќе отидеш без очекување дека можеш да се поминеш фантастично. Пријатно се изненадуваш. Пријатно се изненадуваш, точно. И сега, оваа година се надевам дека веќе сега очекувањата се на високо ниво и затоа па ние отидовме вашиот притисок е поголем. И отидовме еден левел, да речем, погоре и очекуваме да биде уште подобар настанот. Мала разлика направивме, ако смеам да кажам, во делот на конфигурација на самиот настан, бидејќи бината беше претходно поставена долг навесто во салата и нема сите, односно оние во позадните редови нема најдобар поглед кон сцената што се случуваше напред. Така да сега го свртивме целиот амбиент и буквално сега сцената е представена во чело долг навесто, така да масите ќе бидат многу по-кабаре во тој сегмент. И најдалечната точка до бината ќе биде колку половина од претходната година, така да искуството мислам дека оваа година ќе биде уште подобро. Да, кога го договаравме гостувањето, односно пред да ве поканам, малку бев загрижена дали ќе прифатите на ден пред настанот да дојдете, но се надам дека веќе се подготвено штом сте тука. Све е подготвено, списокот е веќе заокружен, гостите се заокружени, така да очекуваме да биде феноменална вечер. Одлично.
Супер. Стефанија, имаме уште малку време само да погледнам пред рекламите. Сакам да споменеме за твојата внука Галена, која што често ја гледаме покрај тебе на крајот од ревиите. Каква љубов се крие зад оваа приказна? Галена е едно дете. Галено дете. Галено дете, точно. Трето дете во семејството на сестра ми. Едно дете со таква енергија, буквално кога ќе те погледне, цел свет Ти се отвара. Се отвара, точно. Многу е одговорно дете за своите години, има 10 години, премногу е одговорна и секогаш е тука да ми помогне мене. Кога и да имам потреба од помош, Галена е тука. Каква помош? Колку години има Галена? Галена има 10 години, а ова го работи, мислам, покрај мене работи, не е експлоатација на детски труд, да се разбереме. Има награда секако за тоа што го прави. Да. Например, пред некоја сезона, кога имав колекцијата Партизанка, имав во последен момент ги изработував едни мечиња, кои наместо оружје требаше да има играчки, кои едноставно беше повик на светот кон мир. Галена јас ги сошив мечињата, Галена ги исполни до тој степен на совршенство, а беше буквално последен момент. Едноставно, толку многу ми помогна, што јас одлучив, тој беше првата нејзин допир со сцената или со пистата. И додека седеше во публика, јас требаше да се поклонам на мојот завршен труд. Едноставно одлучив дека сакам да ја земам со мене за рака. Толку многу го доживеа моментот, некако го доживеа, не можам да го објаснам тој поглед кој го видов во неа и сватив дека уствари Галена и сака да го работи тоа и покасно и сама изјави дека неа не ја интересира во преден план пистата, манекенките, дека не ја интересира работата позади. И често пати од Но сепак заблескала на сцената, можеби и на сцена ќе ја гледам. Се надевам дека наскоро ќе ја гледаме и на сцена. Овој пат беше целосно во позади сцената со мене на Штип Fashion Days и толку многу беше одговорна што сите од манекенките едноставно може да се потпрат на нејзината помош. Ако им треба нешто да истрча да подај, буквално беше сегде и во секој момент. Да. Браво, секоја чест. Одлично, Стефанија, ти благодарам многу за одговорот. Тука ќе направиме една кратка пауза со реклами, веднаш потоа продолжуваме онаму каде што застанавме и воедно да ви најавам дека ќе ни се зголеми друштвото во студиото. Останете со нас.